Мислам дека Мартина веќе може да ни се приклучи. Мартина, дали се слушаме? Здраво, се слушаме ли? Здраво се слушаме. Повели Мартина. Да споделам, само да видам ова како иде. Screen share. Одлично. Дали ме гледате сите? Дали ми го гледате? Дали ми гледате презентацијата? Кажете само да, не, било што. Да, ја гледаме. Добро, супер. Одлично. Најпрвен да ви се заблагодарам на поканата, а и најпрвен ќе ви се представам. Значи, моето име е Мартина Наумовска, јас сум основач на Data Science одделот во Data Masters. Искуство во AI и во Data Science како консултант имам во последните 6 години, со што реално сум го завршив магистарот во Виена, Австрија, и потоа работев во Лисабон за консултантска компанија, па се вративме тука за заедно со основачите на Data Masters да ја почнеме приказната за компанијата. Во принцип, не знам дали сте слушнале, се надевам дека сте слушнале за Data Masters. Data Masters е млада и амбициозна прва консултантска компанија која што е посветена на Data Science, односно целиот се што опфаќа AI како област. Посветени сме на прво изучување на кадарот, кој што доаѓа од факултетските клупи најчесто со цел да не само да се изучи AI, значи business intelligence делот од AI и data science, односно тој предиктив моделинг дел од AI, него сме многу фокусирани на градење на нашите и клиенти и вработени, за тоа да имаат консултантски мајндсет. Консултантски мајндсет не е нешто кое што се учи на факултет, и е нешто за кое што и како треба пристојна и долгогодишна работно искуство од една страна, да се слушаат клиентите, да се разберат нивните барања, да се нацрта решението на проблемот и технички истото да се имплементира. Мисијата на Data Masters е да создаде дата заедница, која што реално ќе биде движечката сила во регионот. Кога се отвори компанијата пред околу скоро 3 години, пазарот беше многу мал, за интересот и знаењето за AI беа многу мали, но низ годиниве успеавме да се прошириме, значи да имаме клиенти надвор од Македонија, значи најчесто оперираме на европскиот и америчкиот пазар, и да направиме компанија која што во моментов се сочинува од повеќе од 30 вработени. Кои се нашите цели? Значи, нашите цели како компанија ние сме customer oriented компанија. Што значи тоа? Тоа значи дека гласот на нашите клиенти и барањата и желбите на нашите клиенти стануваат, значи се на прво место. Најчесто ги решаваме проблемите на клиентите кои што никој не сака да ги реши. Работиме на tailor-made решенија за клиентите. Работиме во ритейл, телеком, бенкинг и фармацевтикал индустрија. Имаме клиенти моментално во Америка, во Шведска, во Емиратите, во Македонија и на Балканот. И нашето најголемо мото е она кое што реално највише не инспирира за да работиме некогаш и повеќе од 8 сата работно време, е да бидеме лидери во Македонија за се што станува збор за податоци. Кој е нашиот бизнес модел? Во принцип, бизнес моделот по кој што работиме е да ги, како што реков, прво да го слушаме клиентот. Сите клиенти имаат одредена IT инфраструктура која што во моментот носи податоци. Таа IT инфраструктура најчесто или има некаков тип на репортинг кој што или не ги одговара прашањата на бизнисот, а многу мал од нив дел реално работат со имплементација на модели за предвидување или модели за оптимизација на бизнис процеси во нивните компании, се со цел за да донесат, за да побрзо донесуваат одлуки. Дали било тоа да се предвиди чрн аутпут од една банка, за да може маркетинг тимот побрзо да реагира,
за да ги врати, односно да превенира одење од банката, или било оптимизација на тоа дали кој камион на кој доктор да се излоуда за да може јард процесот во една фабрика да биде побрз. Во принцип, начинот на кој што работиме и бизнес моделот на кој што работиме е да им помогнеме на компаниите да ги достигнат, да го достигнат оној мајндсет на data-driven компании. Сега, кои се факти за нас? Јас сум многу горда да кажам дека ние сме првата компанија во Македонија, мислам дека и во моментов единствена, нема држите за збор, кој што е само и единствено дедицирана на Data Science и Business Intelligence. Значи, ние работиме со се што е поврзано само исклучиво со дата. Нема development, нема Android, нема iOS, нема ништо. Значи, се што е поврзано со дата, ние го работиме од почетокот, значи од поставување на прашање на клиентот до крај и до деплојмент на едно Data Science решение кај клиентот. Имаме многу уникатна бизнес понуда за нашите клиенти, не само за клиентите, него и за вработените. Во Data Master сите консултанти кои што се дојдени од ден еден, не само што добиваат шанса да работат на клиент, односно на реален проект од ден еден, него добиваат шанса преку нашата академија да се дообразуваат, односно они дел, дали било статистика, дали било IT, зависи од кој бекграунд доаѓаат, да го доучат, односно да го поминат процесот за да можат да го поминуваат, значи заедно со нас да се изградат во одлични консултанти кои што се компетентни на пазарот на трудот. Ние сме моментално тим со многу големо интернационално искуство. 8 од нас се колеги кои што работеле и учеле во странство. И многу инвестираме не само на едукацијата која што е поврзана на работа, него многу инвестираме во нашиот приватен research and development план. Некои од нас, компанијата ни овозможува да работиме на одредени research теми кои што ни се интересни, значи ни овозможува да се свичаме доколку сакам да работам и да научам, например, повеќе од BI делот, односно повеќе од делот на репортинг. Аз сум работела моделирање до сега, значи се прават онакви свичови помеѓу департменти, се со цел да се изградиме сите во едни комплетни консултанти кои што ќе знаат да ја завршат работата од почеток до крај. Мартина, се извинувам малку за грубото прекинување, само сакам да предупредам на времето, уште 3-4 минути имате. Супер, фала многу. Значи, Data Masters во принцип, како што знаете, имаме академијата, преку академијата, не само што ги образуваме, односно даваме знаење на секој кој што ќе се пријави на истата, но истата академија е free of charge available за сите оние кои што ни се колеги и дел од Data Masters. Сега, што е реално, бидејќи на времето, за што реално се занимава? Значи, секоја компанија има податоци кои што ги произведува. Прашањето секогаш стои на тоа што реално таа компанија прави со нивните податоци. Доколку компанијата сака да одговори на прашања кои што се случиле до денеска, тогаш зборуваме за делна, значи за фаза во која што се наоѓа компанијата, односно која што сака да направи дескриптивна анализа на своите податоци. Доколку компанијата има и така одличен репортинг систем со кој што ги покрива своите информации и индикатори до денеска, тогаш секогаш што компаниите работиме на тоа да ги однесеме еден чекор понапред, односно да имплементираме AI модели, односно Data Science модели кои што се базираат на предиктивна анализа. Значи, што ќе се случи од утре па натака. Како изгледа нашата реалност? Во принцип, се што сме учеле, поготово ако има колеги од IT светот тука, се што сме учеле и на електрофакултетот, и на Финки, и така натака, секогаш сме учеле мали делови. Значи, сме учеле Data Warehouse или сме учеле ML алгоритам и така натака. Поврзувањето помеѓу тие, значи помеѓу Data Warehouse како главен сорс на податоци и ML делот кој што ги зима податоци од негде и ги дава на клиентот за да може истиот да донесе одлуки преку нив, е нешто кое што ние го работиме
од почеток, значи од креирање на дата warehouse и аналитички модели до креирање на ML предиктивни модели и визуализација на истите. Поради време, искрено се надевам дека ќе имам, тоест се надевам дека доколку има заинтересирани од вас, ќе ми сеавите, ќе ви ја доловам Data Masters подлабоко, но во моментов имаме проекти кои што се развиваат во телеком, бенкинг и ритейл индустријата. Имаме 3 во моментов работни позиции, тоа се Power BI Development, Junior Data Scientist и ETL Developer. Но и им препорачувам на сите вас кои што се заинтересирани за ML, односно за machine learning или за аналитика со податоци, да не контактираат, да не испратат CV, бидејќи нашите позиции за тренинг, за трейни и за практиканти се секогаш отворени, и ние практикантите ги третираме не само со паричен надоместок нормално, него и ги третираме како дел од колегите, со што практикантите имаат можност да влезат во светот на консултантството од ден еден. Така да, мислам дека ми истече времето, а доколку има прашања, ве молам, тука сум да ги одговорам. Благодарам. Фала ти многу.